Двајцата осомничени за тешката сообраќајна несреќа завршија во 30-дневен притвор и се пренесени во Охридскиот затвор. Против нив се води истражна постапка за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, стои во соопштенијето од ОЈО. Стравичната сообраќајка однесе млад живот. 21-годишникот изгубил контрола над возилото, навлегол на кружниот тек преминувајќи преку средишниот остров. Возел надвор од коловозот и удрил во метален столб, канделабра на тротоарот. Потоа продолжил да се движи по тротоарот каде налетал на двајца пешаци и конечно удрил во бетонска ограда. Истрага е поведена и за сопатникот во автомобилот Volkswagen Golf, 18 годишен сопственик на автомобилот, затоа што му го дал возилото да го управува. 44 годишната Александра Божиновска зад себе остави две ќерки кои не успеа докрај да ги изведе на прав пат. Загина по вечерната прошетка на пат кон дома. Нејзиниот живот буквално згасна во дел од секунда. Ја збриша 21 годишен прилепчанец кој со голема брзина и без возачка дозвола го управувал автомобилот на 18 годишниот сопатник, кој исто така не смел да седне зад волан после 22 часот. Безживотното тело на младата охриѓанка било пронајдено во блиското градилиште. Потресни се сведочењата на очевидците кои ужаснати не сакаат да зборуваат пред камера. Мора да се спречат ваквите дивења, укажуваат експертите, и бараат поголема институционална будност и делувања и на полицијата, како и посериозен пристап на центрите за полагање на возачки испит. Треба да се всади дека е таа потреба, можност, избор, а не можност да се манифестира нешто што не треба и што го доведува во опасност пред се тој што вози, но и другите учесници во самиот сообраќај. Говориме и за луѓе кои веќе имаат и возачки дозволи, нели, но нормално има и некои што не ги поседуваат и веројатно и тогаш доаѓа и до најтешки моменти, бидејќи стварно е многу тешко и непревентивно како заедница да губиме млади животи. Застрашувачки се и податоците од ЦВР Охрид. Само во првите 5 месеци од годинава поднеле околу 3000 прекршочни и 7 кривични пријави за сообраќајки со тешки телесни повреди или жртви. Постојано апелираме и упатуваме повик до сите учесници во сообраќајот, крајно внимателно да ги управуваат своите патнички моторни возила кон Охрид и се разбира низ градот. Ова е период кога бележиме зголемен број на фреквентност во сообраќајот, зголемен број на патнички моторни возила во Охрид и кон приодите кон Охрид, и се разбира од тука е потребно степенот на внимателност да биде крајно зголемен. Со почетокот на летото се зголемува бројот на сообраќајки, а битката за спас на сечи живот кој настрадал ја водат во специјалната болница Свети Размо. Па така наместо на плажа, деновите од одмор ги минуваат во болница. Се зголемува и апсолутно динамиката на работа, посебно во ваква институција кај што се третираат травматолошки повреди кај пациентите. Процентуално кажано, кога се зголема бројот на сообраќајни незгоди, се зголемува и сериозноста на повредените пациенти, така да добар дел од нив се и сериозно повредени со тешки телесни повреди се, кои што бараат потоа оперативно лекување. Инаку охриѓани се вознемирени и денес не стигнуваат реакциите, бидејќи во градот не се памети вака стравична сообраќајка.